Бугарски туристи ја окупираа Малешевијата за Нова година. За прв пат по повод новогодишните празници, над 60% од резервациите се за гости од Софија, кои го пронашле Берово преку интернет и само иницијативно, без туристички агенции, резервирале места во хотел во Берово. За новогодишните празници сите капацитети, приватни вили и двата хотела се резервирани. Новата година во Берово ќе ја дочекаат и гости од Охрид, Битола, Гевгелија и Скопје. Малешевијата со своите раритети полека, но сигурно ги освојува љубителите на планинскиот туризам, го нуди сето тоа што го бара современиот турист и ја заслужува довербата на туристите, вели младиот хотелиер од Берово Антонио. Да, има голема заинтересираност за Нова година, но како што кажав, зафатено е уште пред 2 недели. Неговиот брат Владо, кој студира психологија во Бугарија, 4-та сезона работи во Зимскиот центар Банско како администратор-рецепционер. За него работата дава дополнителни приходи за екзистенција, но и можност да го научи овој занает. Според него во Малешевијата туристичките работници треба уште да го печат туризмот како занает. Тоа и ми се идеите да се вратам овде и тие знаења од таму што ги трупам да ги пренесам овде, за да, ако можеме, да го подобриме туризмот. По примерот на поголемите центри, Берово се подготвува за новогодишните празници. На Беровскиот плоштад новата година ќе се дочека со поп звездата Елвир Мехич. Зимската приказна на Берово сепак зачинета на македонски начин. Ако периодов се бара место повеќе за да се зимува во Малешевијата, рекреативниот центар Малешево, bunгаловите и детското одморалиште и оваа сезона под клуч. Министерството за труд не е заинтересирано овој центар да проработи, обвинуваат 12 работници кои тужат за плати и придонеси.